Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Навистина е голема радост да можеме да бидеме, се разбира и оваа вечер, и да можеме да го слушаме Гласот Божи. Затоа што се разбира кога го слушаме Гласот Божи, не само што ние го слушаме Гласот Божи, туку ние и се храниме од Словото на нашиот Господ и Спасител. Луѓето кои што сакаат да растаат во верата, мора да се хранат, се разбира, од зборот Божи. И тоа секојдневно. Затоа што е потребно секојдневно да ние се храниме од неговиот збор. Всушност Библијата вели дека зборот Божи е самиот Христос и дека ние секојдневно треба да се храниме од него за да можеме да растиме. Исто како што треба да се храниме, како што треба едно бебе да го храниме за да може да расти и да го служи добро здравје, така и ние треба секојдневно да се храниме од неговиот збор Божи и за да можеме да растиме и да имаме добро духовно здравје. Се разбира, зборуваме за една прекрасна тема која што точно е поврзана со нашиот духовен растеж. Почитувани, без воскресението на Исуса Христа, невозможно е да имаме можност да растиме во верата, да растиме во нашиот духовен живот, ама меѓутоа без воскресението на Исуса Христа. Потребно ни е тоа воскресение кое што се случи пред 2000 години, како уникатен, како единствен историски настан, кој ни е запишан во Светото Писмо, дека Христос воскресна од мртвите на третиот ден. И таа радосна вест денеска, повеќе од 2000 години, се проповеда, се шири Евангелието, дека Христос воскресна од мртвите и дека Тој е жив. Јас зборував за 3 клучни прашања, по прашање или поврзани со самото воскресение. Зошто? Затоа што овие 3 клучни прашања се поврзани точно со воскресението на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Дали Христос навистина воскреснал од мртвите? Може би еден од таа личност си ти кој што се уште се прашуваш дали Исус воскреснал од мртвите. Мојата препорака оваа вечер, земи го Светото Писмо и истражи ги писмата, како од Стариот Завет, така од Новиот Завет. Ке видиш дека Христос умрел и воскреснал според писмата, се она што беше запишано за него. Ако се сеќавате последните зборови при распетието на Исус на крстот, беа се сврши. Се сврши се она што беше запишано во Стариот Завет за него. Месијата дојде да ги исполни сите пророштва кои беа дадени од самите пророци преку самиот Господ Бог. И тој самиот се утелотвори во личноста на Исуса Христа. Дојде на овој свет, се роди на овој свет и потоа Словото Господово ни открива дека Христос е имал својата мисија 3,5 години и потоа пошол доброволно да страда за нас, да биде распнат на крстот, да умри и на третиот ден да воскресне, со тоа да ја победи смртта. Животот, всушност самиот Исус, вели дека е животот и тој живот ја победи смртта, односно гревот или ѓаволот. Овие 3 прашања за кои што веќе зборуваме овие неколку емисии е прво веродостојноста на Библијата, одговорот по човековата потрага по смислата на живот и иднината на сите луѓе. Сето ова зависи од тоа дали Исус навистина е жив или пак неговото тело никогаш не го напуштила гробот. Како што дон денеска постојат различни верзии. Ние ќе дојдеме до тоа да зборуваме на ова емисијата насловена како Гласот на вистината, што се ќе се случеше
ако Исус Христос не воскреснал од мртвите, затоа што до денеска има такви луѓе кои го побиваат воскресението на Исуса Христа. Некој па мисла дека воопшто Исус не бил ни распнат на крстот, дека бил Јуда. Но за тоа ќе зборуваме на некоја од наредните, се разбира, емисии. Сето ова зависи од тоа дали Исус е жив или пак неговото тело никогаш, како што реков, не го напушти гревот. Што ни зборува писмото? Во Евангелието на Јован, 20 глава, 9 стих вика: зашто уште не ги знаеа писмата дека тој требаше да воскресни од мртвите. Еве потоа во 1 Коринтијаните, 15 глава, 4 стих ќе видиме, се разбира што апостолот Павле ни препорачува или им препорачува на коринтијаните, а не помалку нам оваа вечер. Дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата. Гледаме дека Исус воскреснал според писмата. Воскресението на Исус Христос ја победи смртта. Така пишува, се разбира, Светото писмо. Еве ќе прочитаме од 1 Коринтијаните, повторно, 15 глава, ќе го читаме 26 стих. Значи, 1 Коринтијаните, 15 глава, 26 стих ќе го прочитаме. А како последен непријател ќе биде уништена смртта. Потоа ќе читаме од истата таа глава, 15 глава, од 1 Коринтијаните, од 54 па се до 57 стих. И еве што ни вели, се разбира, Словото Господово. А кога ова распадливото ќе се облече во нераспадливо и ова смртното во бесмртно, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. О смрт, каде ти е силката? О смрт, каде ти е победата? О силото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Уште еден стих, тоа е 57 стих, вика: да му благодариме на Бог, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Амин. Потоа во Осија, 13 глава, 14 стих, ни е запишено исто: од власта на пеколо ќе ги откупам, од смртта ќе ги избавам. Смрт, каде ти е силата? А каде ти е тебе, пеколо, победата? Потоа писателот до евреите, до 2 глава, 14 стих, еве што ни е запишано: а бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество, тоата преку смртта да го победи оној што ја има власта на смртта, односно ѓаволот. Како што рековме во 1 Коринтијаните 15 глава 56 стих. О силото на смртта, се разбира, е гревот. Библијата ни зборува дека непослушноста е грев и гревот е непослушност. Затоа вели Библијата: о силото на смртта е гревот. Библијата понатаму до Римјаните вели дека платата за гревот е смртта. Ако се вратиме назад во првата книга на Мојсеј, во Битие, и ја прочитаме најпознатата приказна денеска, тоа е приказната за првите луѓе, за првата брачна за првиот брачен пар, Адам и Ева, ќе видиме од каде доаѓа смртта. Ние многу често пати зборувавме во самата емисијата Гласот на вистината. Иако овој брачен пар беше предупреден од самиот творител на небото и земјата, меѓутоа Адам и Ева не беа послушни кон самиот Творец на небото и земјата.
А Бог ги предупреди. Тоа го читаме во првата Мојсиева книга, 2 глава, 16 и 17, како Бог го предупредува човекот. Бог и денеска не предупредува дека ние можеме да имаме победа во воскресението на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Иако реков, можеби голем број на луѓе не го гледат овој настан како веродостоен настан, иако реков дека многу работи зависат од овој настан, но сепак Библијата е јасна по ова прашање. Дека гревот или платата за гревот е смртта. И за тоа ни зборува Словото Господово. Но сепак Христос, Синот Божи, Месијата, дојде да ја победи смртта, да ја одземи силата на смртта и да му обезбеди на човекот воскресение или живот вечен. Многу често пати Исус, додека беше на оваа земја, го проповедаше Царството Божјо. И тој велеше дека секој кој верува во Бога и да умре, ке живее. Потоа Исус вели во Евангелието на Јован, секој кој верува во мене, ке има живот вечен. Амин. Така да сакам да ве оставам со оваа мисла, а се разбира, ќе продолжиме од наредната емисијата насловена како Гласот на вистината. Бог со вас нека биде, нека имате убава и благословена седмица, Бог нека ве чува, сите вас. Се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.